Мислам не. Кога историски човек ќе состави тој список на најмокните штипени последните 100-150 години, а на тој список се Тодор Александров, Ванчо Михајлов, Киро Глигоров, Дедо Михаил, Михајло Апостолски, првиот македонски премиер на независна Македонија Никола Клюсев, првиот министер за внатрешни работи Јордан Мијалков, денешниот премиер Никола Груевски, или фактот дека од последните 5 или 6 премиери само двајца немале директни контакти со Штип, тога со право се поставува прашањето дали штипското лоби е толку мокно и дали штипското лоби владее со Македонија изминатите 50 години. Тој факт може на некој начин да биде и дополнително заселен со фактот дека денес најмокните македонски бизнисмени Штерио Јанаков, Минчо Јорданов, Хари Костов се со потекло од Штип или штипската околина. Господин Нумов, дали постои штипско лоби, дали во моментот штипското лоби всушност владее на бизнис и на политички план со Република Македонија? Во класична смисла на зборот лоби можеби не постои, меѓутоа постои. А во некласична смисла? Да. Си постои, а? Постои, меѓутоа тоа лоби не е толку организирано по штипска родно-крајна линија, колку што е по роднинска и пријателска. Видите, интересно е да речеме ги надрасна тоа лоби временски сите оние останати лобија што постоја во Македонија. И Ресенска, и Кавадаречко, и Галичко и така натаму. Сега да кажам дека ако другите се ад-хок ситуации, инциденти, за Штип не може тоа да се каже. Така е така и мислам дека штипското лоби во таа смисла на зборот кој што и ти ја кажа ќе биде вечно. Штип е најголема контраверза во Македонија. Значи вие кога седнете да гледате да речеме. А нели најголемите контраверзи создаваат најголем квалитет? Да, и Ванчо Михајлов, и Тодор Александров. Така. И Михајло Апостолски, значи првиот командант на војската на независна Македонија. Сите тие живееле во едно исто мало во Штипско ново село, да. И Дедо Михаил, значи архиепископот кој така. Денешниот премиер Никола Груевски со потекло Штип. Дел од најголемите Никола Клюсев, првиот премиер на Македонија. Јупче Георгиевски е роден во Штип, ако тоа нешто значи. Не сум го знал тој податок, да речеме дел од најголемите бизнисмени во Македонија, Штерио Јанаков, Минчо Јорданов, Минчо Јорданов. Многу интересно лоби. Порано Грличков, Беловски и така натаму. Значи многу интересно лоби. Керим. Срđan Керим. Да. Па добро, има ли некој што не од Штип? Ајде да го преформулираме прашањето. Па можеби затоа што Штип во Источна Македонија единствено имал болница во тој период, така да. Па сите се родели. Што е да се случило ако требало во болница да се родат, морало во Штип да поминат, така. Па дури денес гледа да речеме во здравството пак владае штипско лоби, не знам Кедев, Жан Јужо Захариев. Значи, Штипјанец во бирото. Во што се помокни штипјаните, во политиката или во парите? Па мислам дека и таму се мокни, и тука се мокни. Добро, а го доживат ли штипјани да речеме Никола Груевски ко свој? Многу малку се знае за неговата штипска линија, обично не ли е стекномета егејска линија по татко му. Знаете, по локалните средини, секоја мала нишка која што поврзува одреден мокни со таа средина се почитува. И се прават обиди да се искористи. Знаете како е за било која врска, за било што. За и мислам дека тоа за го некоја пара да се така. даде до локалната самоуправа. Така. И мислам дека секој што го потенцираат. И добро, имат ли штипјани да речеме чувство дека владеат со Македонија? Кога ќе го наброиме овој список на луѓе? Они се многу горди на тоа. Знаете, штипјани, баш тоа го споменав, дипломска работа на новинарство им беше токму таа тема Штип град на политичари. И главното прашање беше зошто толку политичари излегуваат од Штип? И зошто излагаат толку? Најчесто одговорите беа во смисла на тоа, па Штип е најурбана средина, нема села, или тие села што ги има немаат луѓе. И за не ви се работи многу? Или не политика работи, водат, или трговија, политика. ништо друго. И историски Штип, што се случувало во Штип? Или трговија, или револуционерни кружоци, па властите изблици. ви водеа, властите од Штип ви водеа трговија, а другите што не беа власти водеа политика. Така, тоа е тоа. Дали е Штип во моментот моќен град и најмоќен во Македонија? Дали е моќен или најмоќен? Од аспект на луѓе присутни во политиката, во бизнисот, да, е моќен. Од каде тие контраверзи на Штип? Од најголеми бранители на тезата дека македонците имаат бугарски корени, Михајлов, Тодор Александров, до најголеми бранители на таа македонштина и на македонското во Република Македонија. Од кај таа контраверза? Од кај тие конфликти внатре во тоа штипско општество? Заради тоа влијание што го споменав, најподатливи биле на тоа влијание. А биле најподатливи затоа што Штип бил ветрометина, крстопат. Штип секогаш бил место каде што се доаѓало нешто да се научи, нешто да се заработи. Цела Источна Македонија во Штип доаѓале. Гравитира околу Штип. Кои што сакале да направат кариера, кои што сакале да направат напредок во својата кариера, да добијат функција. Има еден интересен податок за Штип, вели дека во Штип службувале во тогашна ЈНА многу од големите генерали на тогашната југословенска војска, Стеван Мирковиќ, меѓутоа што најинтересно и Ратко Младич.
Го памтат ли Штипје ни Радко Младич? Беше и Благој Аџич таму. И Благој Аџич. Началник на Кој повлече ЈНА од Македонија, да. Штип имаше, така беше позициониран една од најбитните воени испостави во поранешна Југославија. Како дивизија мислам дека функционираше седиште таму и Бихач, Штип и Пула викат. Сега случајно ли, намерно ли, како испадна тоа, може би една најквалитетните или најлошите кадри ги пракала во Штип. Блиско сте до Бугарија, веројатно секош стравото тоа бугарско влијание го правеше крило беше најсилно и најстратешки поставено токму во Штип. Дури командата на она што беше крилото јужно на НАТО, што се правеше оној Балкански пакт, помеѓу Турција, Грција и Југославија во време на Тито, требаше седиштето да биде во Штип. Има тука еден интересен момент за Штип. Има еден хотел кој што се вика Стиво Сега Ваза. Тој хотел има можеби 10-11 спрати. Сите се чујат сега кој да го купија приватни цени. Само 3-4 спрата обновиле. Штип нема потреба повеќе хотелски капацитети. Во тоа време тој хотел постојано беше полн. Кој беше поради овие генерали? Так. За Паско Кузман постојат огромен број на контроверзи. Последната дека тој всушност најмокниот човек на тоа така наречено археолошко античко лоби, кој денес безмалку владее со Република Македонија, чија платформа е безмалку преточена во државната стратегија на Република Македонија и на актуелната власт. Господине Кузман, дали сте вие мокен човек? Мојкен? Па вела дека сте лидер на тоа археолошко античко лоби во Македонија. Не е точно. Јас сум само археолог кој што се занимава со мојата професија 30 години и работам како и сите мои колеги. Постои ли тоа мокно лоби? Кој веќе станува и се преточува како државна политика во моментов? Не, видите, во многу земји на многу народи понекогаш археологијата, потоа историјата, генетиката, етнологијата, фолклорот се, освен научни дисциплини, може да бидат и лоби за докажување на одредени позиции, на одредена ситуација, на одредена власт. И како ја убедивте оваа власт, која се декларира дека е економска и реформска, повеќе пари да вложа во археологија отколку што вложа во отварање на фабрики? Тоа значи дека сте или исклучително сугестивен или исклучително мокен човек. Не, јас не обедував никого. Тие така мислеа дека треба да му дадат приоритет на некои работи кои што во оваа земја беа запоставени. Археологијата, културното наследство, опште зборам, беше многу запоставено и се уште запоставено. И која година сме денес во која живееме? 2001. 2001, 2009 се прашам. Еве прашам, знаете, копајки во историјата да не ја закопаме иднината. Тоа ми беше прашањето, затоа ја прашав која година. Никогаш нема да се закопа иднината, копајки по минатото. Со помошта на светлата од минатото само можеме да гледаме напред. Намерно ви кажа 2001 и јас со времињата поинаку стојам. Имате 3 сати тука, веројатно во различни временски зони сте, различни историски зони. Во 2000 почна големи активности во македонската археологија и се уште сме таму. И добро, колку денес се вредени рачаните на таква стара нација, наследници на таква цивилизација, што се наследници, потомци на таква стара древна цивилизација? Кои? Еве да речеме ирачаните или египјаните. Што тие се горди што се. Или мислите дека е луксус на една држава мала ваква со сериозни проблеми? Не е луксус, него имат корени си имат фундаменти, имат темели на кои може да изградат својата иднина. А имаме ли лисија, имаме ли крошна од која можеме да живееме? Имаме ли пат кон кој можеме да се стремиме? Нема да имаме ако немаме основа, ако немаме темели, ако немаме фундаменти. И како ќе израсти дрвото без корен, ве молам, па коренот е тој. И како господине Кузман ќе направиме баланс помеѓу тие две тези? Некои велат мораме да се најдеме историјата бидејќи сме изгубиле, а некои кои велат мораме да ја најдеме иднината бидејќи истото сме изгубиле. Како ќе се најди? Па вие знаете што кажал Томас Стернелиот, знаете многу други, све е тоа каузално поврзано. Минатото, сегашност и иднината не можете така да ги двоите. Значи, све е врзано. Без минатото не може иднина, без иднината не може да имаме ни минато, значи ни сегашно све ти е врзано. Добро, не се плашите дека на крај можеби вие да испаднете како жртва на еден процес, на едно лоби археолошко, античко или на една антиквизација на Република Македонија, бидејќи веќе почнат полека луѓето да перат раце. Па не знам, било ово или било оно, и веќе власта почна да се дистанцира од целата таа работа. На крајот дали ќе биде жртвеното Јаре Паско Кузман? Не, точно, јас воопште не се плашам од ништо. Мене ми е сосема се јасно, но оние што не му е јасно, тие нека се плашат и тие нека си изборуваат, нека си кажуваат разни приказни. Што ќе најдеме во историјата? Докази или проблеми? Во историјата секогаш се наоѓале историски податоци, факти,
ние ќе наоѓаме многу проблеми, многу фалшливи факти, но затоа сме тука да ја толкуваме онакако што треба да ја толкуваме.